Добравевте во нашиот подкаст на Чопела свет. Јас сум Меланија Потеска. Јас сум Емилијано Стојановски. И денес наш гостин е Андреја Гагалеска. Прво, Андреја, како си? Супер сум, како сте вие? Супер. Прво кажи ни нешто за себе. Јас сум Андреја Гагалеска, ученик во 4-та година во Средното општинско училиште Орде Чопела во Прилеп. Мојот смер е медицински лабораториско-санитарен техничар и сум председател на училишната заедница. Конкретно за мене сакам животни, сакам пеење, сакам музика. Извинник бев долго време, одев на игрорна и тоа тоа што моментално ми текнува. Кажи дека си председател на училишната заедница. Дали можеш да ни кажеш организационата структура? Па да, вака. Јас сум председател на училишната заедница, исто така имаме заменик председател на училишната заедница. Потоа имаме 4 координатори, по еден на образовна година. Еден за прва, втора, трета, четврта. Потоа имаме работни тела, координатори на работните тела, работно тело за екологија и еколошка патрола, масум, спорт, културно-забавен живот, собирање на прилози и парични давачки и ученички стандард. Тоа се нашите моментални работни тела. Имаме понатака цел да ги нормално да ги умножиме. Дали имате правобранители или тие се надвор од младинската? Тие се водат надвор од младинската со законот за образование, но да имаме, годинава избравме за прв пат во нашето училиште правобранител и двајца заменици правобранители. Андреја Василевска е нашиот правобранител. Која е мотивација за твојата улога како председател во младинската? Во втора година бев избрана за културно-забавен живот, тоест тогаш почнавме со таа организациона структура. Но се уште нашата училишна заедница беше на многу активноста на многу ниско ниво, да не речам мртва. Но со помош на нашата професорка по музичко правевме различни свирки низ локали во градов, со што мене многу ме заинтересира и тоа беше првичната моја мотивација за да направам нешто повеќе од нашата училишна заедница, со што се охрабрив наредната година да се пријавам за председател на истата. Што би сменила да ја направиш училишната заедница подобра и попозната? Па, моментално би ги вклучила учениците од прва и втора година, заради тоа што тие моментално се тие што остануваат во училиштето подолг период. Би ги научила за работата на училишната заедница која имаме досега, заради тоа што ни оди доста добра. И едноставно би пробал да ги вклучувам во сите настани што ги имаме, заради тоа што мора некој да продолжи со работата. Дали ќе ни кажеш некој дел од настаните кои ги правите? Па годинава имавме доста хуманитарни настани, забава имавме, хуманитарна нормално, играње во табла, одбележување на денот на мирот со различни игри и работилници, обуки кои ги одржуваме на учениците за различни теми и исполнуваме некогаш желби на учениците што сака да му биде овозможено. Дали преку овие настани се промовира младинската? Да, имаме социјални мрежи на кои што секој настан кој го имаме се промовира, се кажува. Исто така имаме постери кои ги објавуваме, ги прикачуваме на огласна табла во училиштето и нормално нашите ученици едни со други прекажуваат и на другите училишта. А исто така имаме доста добар контакт со останатите училишни заедници, тоест председателите на училишните заедници. Значи во тоа помагаат координаторите на секоја година? Па да, тие се тука за да ги спроведат тие активности и нормално да ги известат сите ученици, заради тоа што не секој може да види стори на Инстаграм или пост на Инстаграм. Тука се координаторите за да му докажат, да прекажат на сите ученици од нивната образовна година за настаните што се случуваат. Зашто си најзаслужна во училишната заедница? Јас би рекла дека најзаслужна сум за проработувањето на училишната заедница, тоест оживувањето, за тимот кој го создадовме заедно за раководство на училишната заедница и за нашата работа, што ја имаме моментално, а исто така за многу проекти во кои што сум учествувала во нашето училиште, Еразмус проекти кои донесле различни финанси во училиштето, како и нешто што помага за секојдневното подобрување на наставата во училиштето. Како се снајдуваш во улогата на председател? Би рекла дека доста добро, заради тоа што досега не сум имала негативни коментари од никој ученик. Не знам, ова почеку фалење иде.
Ама мислам дека секогаш сум била коректна и фер кон сите, сум гледала само да се извршат активностите како што треба. Кога веќе сме започнале со нешто и мислам дека и јас и раководството кое е моментално на училишната заедница доста добро раководиме со истата. Според тебе, Андреја, кои се, ајде да речеме, 3 особини да ги има еден председател да води една ваква младинска организација во една училишна установа? Лидерство, можност да имаш авторитет на некој и да можеш да се соочиш со учениците во било каква ситуација да се, да, не знам, и самодоверба. Многу е битна самодовербата. Заради тоа што без самодоверба не мислам дека некој може да направи нешто повеќе. Сепак секој треба да има своја самодоверба. За лидерството што спомнав, тоа е битно заради тоа што мора некој да ги организира сите што да направат без лутење, нормално, ама не и да се преценува себе си заради тоа што тоа не е тимска работа. И тимската работа, и тоа е битно. Дали ти овие особини ги имаше ко се кандидираше за председател или ги стекне? Или па пред тоа некое друго искуство ти овозможи да ги добие? Тимската работа ми е добијана од претходно, заради тоа што и претходно сум учествувала на многу проекти. На извиндици доста добив тимска работа, заради тоа што таму се прави во група. Лидерството може би го имав од помала, заради тоа што секогаш сум имала желба за да, не знам, водам нешто, но самодовербата не. Тимот ми помогна да имам поголема самодоверба за работите што ги правам и не знам, мислам дека многу ми е зајакната самодовербата од кога сум председател на училишната заедница. Дали мислиш дека кога ќе завршиш 4-та година, младинската ќе продолжи исто вака? Да, заради тоа што моментално заменик председател е ученичка од 2 година, Јована Бошиновска, и таа доста се грижи за училишната заедница нормално, а и останатите ученици кои што се во раководството на училишната заедница се заинтересирани за работата на истата и не мислам дека нашето заминување на учениците 4-та година ќе уништи таа училишна заедница. Ајде. Кажи. Ти кажи, ајде. Како функционира пронаѓањето на например, сега некој сака да се пријави и како се одлучува кој да биде председател, заменик председател, работни тела? На почетокот на учебната година најпрво се избираат председател и заменик председатели 20 членови на класните заедници. Тоа е на ниво на клас. Тие заменик председател и председател од класните заедници, втората недела, третата недела, зависи од септември, се викаат на состанок од раководството од минатата година. На состанокот се одредуваат координатори. Координатори мора да бидат председатели на клас. Се одредуваат на 1, 2, 3 и 4 година. После тоа, тие координатори спроведуваат повик за избор на председатели. Повикот трае 1 до 2 недели, зависно од договорот меѓу координаторите. Со што се имаат можност да се пријави секој ученик во училиштето, да достави мотивационо писмо, да достави CV и програма која ќе ја реализира во текот на годината. И потоа одреден ден се организираат избори, секој ученик во училиштето гласа, се поминува со кутија во сите ученици, во сите училници, сите ученици да гласаат и на крајот се пребројуваат гласовите од кандидираните ученици, се избира председател. Потоа тој председател, доколку се 2 или повеќе, првиот што е со најмногу гласови е председател, останатиот е заменик председател, доколку има еден кандидиран како оваа година што беше бев само јас, тогаш има накнадно избирање на заменик председател и председателот пушта повик за координатори на работни тела, каде што имаат можност пак повторно сите ученици да се пријават, сите ученици да дадат свое мотивационо писмо и програма која ќе ја реализират во текот на годината според нивното работно тело и потоа раководството, поточно председателот, заменик председател, четворицата координатори го одбираат координаторот на работно тело. Во тој одсек немаме цело училиште да бира. Какво е чувството на тој ден, на денот на изборите? Дали е нервозно? Како се справуваш со таа нервоза? Не би рекла нервозно, би рекла малце стресно, заради тоа што лани бевме 20 кандидати и
Двајцата бевме така малце под стрес и не знаевме кој ќе победи нормално. Нови учениците од прва година не ме познава, не знаеа која сум, дали можам да работам. Имавме лани направено и презентација пред учениците, но не присуствуваа сите. И оние кои што не ме знае, не знаев дали ќе гласат за мене или не. Тие што присуствуваа, не знаев дали им се допадна мојата презентација, што ја имав и слично, но сепак е интересно, можам да кажам дека е интересно, забавно, среќно, не знам, никој не е отфрлен, да кажам, и да не си избран за председател, пак си тука во училишната заедница за да помогнеш за било што. Пак председател на училиште е титула над училиштето и сите ученици треба ги представуваш. Да, не е баш лесна улогата на председателот. Сепак по председателот се одликува училишната заедница и училиштето. Затоа е малце критично и за било кои активности кои што се организираат од било кое работно тело. Сепак председателот мора да е присутен на сите активности или заменик председателот. Тоа е лепилото што ја држи младинската. Да. Тој е најголемиот координатор на активностите што треба да се извршат во текот на годината. Што би рекол дека е најголемиот напредок оваа учебна година и најголем впечаток во претходните години? Најголем напредок оваа година. Тоа би рекла дека е поголемиот број вклучување на ученици во училишната заедница. Доста голем број на ученици се вклучија годинава, за разлика од изминатата година. Ги мотивиравме што од почетокот на годината, што од почетокот одржавме на сите ученици од прва година обука, тоест како работилница, за кои сме ние, со цел да му се презентираме ние, да му објасниме што работиме и да му објасниме дека сме тука секогаш за нив. Тоа е еден од најголемите напредоци кои ги имаме годинава. Додека изминатата година, благодарна сум на тимот што имавме лани и учениците кои што завршија изминатата година. Тука можам да кажам дека имавме доста настани, голем број на настани и исто така добивме награда за најунапредена и најактивна училишна заедница на ниво на Македонија. Баш интересно, може да ни објасниш за оваа награда повеќе? Има надпревар кој што е организиран од страна на Апшефт, се вика Најгласни. Тука има можност да се пријават сите младински училишни заедници во надпреварот, со што доставуваат секој записник кој го имаат од секој состанок одржан од училишната заедница, работите кои што ги направиле за училишната заедница, проблеми кои решиле во училиштето за учениците и слично, и се избираат 6 најдобри. Зависи колку екипи има пријавено, се избираат 6 најдобри. Потоа се оди на надпревар 3 дена на настан, каде што се усовршуваат некои работи, се кажува што треба да се подобри во училишната заедница, и третиот ден имаме презентација на училишната заедница пред комисија која што работи со млади. Тука ние не ја задовме главната награда. Главната награда е Најгласни, но ни дадоа многу позначителна награда. Доста добро се презентиравме, бевме тројца ученици. Доста добро се презентиравме пред комисијата за нашата работа која имавме изминатата година. Значи направија нова награда само за вашата младинска. Па така некако испадна, заради тоа што мораше да се наградиме и ние. Не бевме најгласни во Македонија, но бевме најунапреднати, најактивни, за разлика од останатите училишни заедници, заради тоа што, како што кажав и претходно, во 2022-2023 година нашата училишна заедница беше мртва. Тоа ќе ми беше прашањето. Ти кажа дека пред ти да дојдиш на председателска, на чело на училиштето, младинската била неактивна, била, така ја нарекуваш, мртва. Млитав. Добро, дали тоа се промени ти од кога дојде со активностите? Како, дали беше полека се зголемува активностите или наеднаш се случи некој бум? Па вака, претходно менторот што е на училишната заедница, заради тоа што од професорите и од стручната служба имаме по еден ментор, поточно двајца ментори. Претходно изминатите години, поточно јас кога бев прва и втора година, на училишната заедница ја држија тие на раце. Тие правеа работи за училишната заедница кои беа минимални, заради тоа што сепак тие си имаат друга работа и си вршат нивната работа, со што 97-8% од училиштата не знаеш дека училишната заедница воопшто постои. Јас дознав дури во втора година, на крајот кога
ми кажа ти си од работно тело, културно забавен живот, ти си заслужена за ова, не бев баш скроз. И тогаш јас се заинтересирав за цела таа работа, за цела таа структура, почнав да истражувам, почнав да гледам, летото го поминав, мислам дека во истражување што е училишна заедница и како треба да има организациона структура. Ги побарав менторите, заедно со нив направивме некој нов концепт на организационата структура од претходно нивно искуство, како би требало да биде, со што од почетокот на годината бев, не знам, силно засилена за да бидам председател на училишната заедница и да повеќе да се активирам. Така да сама, ако гледам, полека беше, но раководството кое што беше избрано, мислам дека направи бум во училиштето и наеднаш почнавме сите да се растрчуваме, да му кажуваме на сите за училишната заедница, повеќе да се разгласува за истата со медиуми, со некои обуки што ги правевме од почетокот и слично. Така да кога гледаме ние навнатре малце полека, но кога се гледа од страна е наеднаш како имаме училишна заедница. Твојата напорна работа, искуството на менторите ја воздигна фактички вашата младинска, да како феникс да излези од мртвите. Да, можам да кажам дека беше тоа така, благодарение на менторите. Сакам да кажам дека тие беа тука за да не подкрепат во било кој период, да не подучат за некои работи кои што на почетокот ги изгрешававме сите, како неискусни. Но морам да кажам дека изминатата година и оваа година ние работиме потполно сами. Имаме поддршка од нив, но тие не прават ништо за училишната заедница на начинот како што правеле претходно. Сите активности се во наши раце, ние контролираме со активностите. Исто така многу не почитуваат во училиштето, раководството на училиштето. Имаме голема поддршка од директорката, од остатокот на стручната служба и професорите кои што се во нашето училиште. И мислам дека стекнавме многу голема поддршка од сите. Значи веруваат во вас дека успевате и дека сите овие активности што ги наброа, може да ни кажеш некои повеќе активности што сте ги направиле со вашата младинска? Повеќе активности. Имавме надпревар во кошарка само на ниво на училиште. Имавме и изминатата година и оваа година табла. Помагавме во домот Цуница. Имавме различни обуки за лична хигиена, за мотивационо писмо како се пишува, за CV како се пишува. Исто така имавме пошумувања во училишниот двор, село Ревоец. Потоа имавме спортски надпревари, имавме одбојка организирано за патрониот празник. Помагавме во патрониот празник во самата организација. Изминатата година имавме забава по повод Денот на љубовта и виното. Се викаше Bring a Date Party, сепак и Валентайн тогаш сето тоа. Различни поетски читања. Оваа година исто така направивме хуманитарна забава во клуб Калипсо, која што беше во доста голем број, имавме учесници, деца кои што дојдоа на забавата. Во рок од 3 дена направивме надпревар во табла изминатава недела за Виктор, кој што мораше да се оперира, со што беше доста успешно и собравме голем број на финансии од истата. Така, некои работи што сме ги направиле, некои биле во подолг период за спремање, некои биле пократко спремани, па брзински организирани, но сепак сите биле успешни. Дали обуките ги одржувате вие како младинска или имате помош од некого и од некои организации? Зависи од самите обуки. Имавме соработка со Црвен крст. Тие ни има држано различни обуки за различни теми што ги опфаќаат нив. Имавме работилница за благосостојба, ментална благосостојба. Тука имавме дојдено гостин психолог. Имаме од различни теми кои што ги одржуваме ние. Значи, зависно од темата и од тоа колку сме спремни за одржување на темата, можеме ние да ја одржиме обуката, но доколку не можеме, доколку е стручна тема, доаѓа некој друг. Конкретно за CV, беше тука професорот што е ментор, за тој да не подучи како да направиме CV, а за мотивационо писмо ја организиравме ние сами. Гледам дека вашите настани се хуманитарни, помагаат околу животната средина и надпреварите. Гледам дека вие не се базирате само на вашите училишни проблеми, туку и ширите на
на ниво на цел град? Училишните проблеми кои ги имаме, гледаме да ги задржиме само во училиштето и да не излегуваат надвор од училишната заедница и училиштето. Препознатливи сме по организирање на настани на ниво на град. Можам да кажем дека сите работи кои што повеќето работи кои што не се објавени се на ниво на град, но сепак ги имаме тие активности што се заскријани во училиштето, само што не сите ги знаат. Добро, тоа е нормално. Дали учениците можат да ти се обратат тебе за некаков проблем и како се справуваш со тие проблеми? Па сега вак, имаме дете правобранител кој што е тука за да се соочува со проблемите на учениците доколку се од нивен приватен живот или нешто со професор, учење или било како. Ние сме тука да му помогнеме на учениците и да го направиме ученичкиот живот пожив, поинтересен, да не му е досадно кога ќе дојдат на училиште, но не превземаме некои големи мерки за решавање на проблемите на учениците. Јас конкретно како личност, да, секогаш сум тука за учениците, доколку сакаат да ми се доверат и доколку нешто сакаат да ми кажат, но како училишна заедница и како председател не ја земам таа обврска заради тоа што имаме тело во училишната заедница, тоест тело во училиштето, кој што е задолжено за истото. Дали детето правобранител е покажано во доволно големо светло за да го запознаат сите, да знаат како да му се упатат? Работиме на тоа. На почетокот кога беа изборите за дете правобранител, имавме организирано обука тоест не обука, како да се представат тројцата, дете во правобранител и двајцата заменици, но не беше многу успешна, но работиме на тоа сите да ја запознаат Андреја и сите да знаат дека таа е тука за да тие кај не се обратат било кога и да му притреба. Како мислиш дека најдобро ќе ја запознаат преку обуки или различни обуки кои таа може да ги организира со учениците, муабет, не знам, промоција на нејзината работа, со тоа што таа доста се вклучува во работата на училишната заедница и препознавање според тоа. Би прашал ја, каква е соработката помеѓу Орде Чопела и другите училишта, другите младински заедници? Годинава е доста добра со станатите председатели на училишните заедници. На почетокот на годината имавме можност да се собериме сите младински заедно, заради тоа што беа дојдени од најгласни представници. Тогаш си разменивме контакт и од тогаш редовно сме во контакт за било кои активности што ги имаме, си се покануваме на активности едни со други, имаме состаноци што ги правиме сите заедно со цел да се подобри работата на училишните заедници на ниво на Прилеп, како и да се зголеми младинското и ученичкото учество. Го спомна ученичкото учество. Може да ни го објасниш повеќе на нашите гледачи? Ученичко учество е повеќе вклучување на учениците во донесувањето на одлуки кои го залагаат ученичкиот живот. Во нашето училиште работиме на тој процес, доста е зајакнато, но не е на највисок ниво, на највисоко ниво тоа ученичко учество. Но сепак со ученичкото учество имаме можност учениците сами да одлучуваат за потребите кои ги имаат, за она што сакат да се случува во училиштето и доколку има некои одлуки што тие треба да ги донесат, да бидат прашани, а да не биде избрано од стручната служба или од директорката за нив. Можам да кажам дека директорката и стручната служба доста го почитуваат ученичкото учество кај нас и го почитуваат зборот на учениците, гласот на учениците. Доколку тие грешат, пробуваат да му го кажат правиот пат, сепак да ги насочат кон тоа што е потребно, но сепак се тука за да слушнат, за да гледаат на кој начин размислуваме ние како ученици и сепак многу не почитуваат за одлуките кои ги имаме донесени. Што би рекла, како може да се зголеми нивото на училишното учество? Со тоа што ќе му се дава можност на учениците да одлучуваат за различни работи кои што треба да се донесат за нивно добро, да бидат повикувани на различни состаноци со стручната служба, со директорката, со професорите, да бидат прашани дали им треба дополнителна настава, не му треба дополнителна настава, некои активности што може да се организираат заедно, како стручна служба, директор, ученици,
да им дадат можност на учениците сами да организираат некои работи, да ги поттикнат, да ги поттикнуваат. И сепак ние како училишна заедница сме тука да ги охрабриме учениците да бидат доволно заинтересирани за да може да учествуваат во донесување на сите тие одлуки. Битна е таа поддршка од стручната служба, од учениците за младинската да може да работи. Да, многу е битно и јас сум многу задоволна што имаме таа поддршка од нив. Заради тоа што доколку тие не беа, немавме да имаме толку голема самодоверба и толку да имаме можност да работиме на различни активности, на различни проекти, на било што во училиштето како што имаме можност сега. Ти благодариме на учеството во нашиот подкаст. Дали имаш нешто да кажеш, да дополниш? Сакам да ви се заблагодарам за тоа што ме повикавте. Јас сум Емилијано, ова е Меланија. Фала што не гледавте. Заследете на нашите социјални мрежи и се гледаме во друга прилика.